Нема, почитувани колеги и почитувана јавност, поеклатантен пример за хипокризијата на власта, освен кога се збори за животна средина. Ама навистина нема. Што збореа едно време, што збореа сега, што правеа тогаш, што прават сега. Што мислат, а што прават. И каде се движиме во оваа насока. Конкретно за овој случај. Можеме до рано наутро да кажуваме бенефитите од овој поднесен амандман. И самите представници, колешката Лу кажа сега дека интересот е огромен. Нема оглас што ќе се пушти токму со исти или слични услови, да се даде печката или печката на дрва во замена на субвенција за инвертер клима. Нема оглас каде што интересот не е 4 до 5 пати поголем отколку она што е предвидено во годините. А пазете, ние ако пред 2 или 3 години снимале услови X, сега имаме и топлотна и енергетска криза. Ги прогласивме, бидејќи имаме проблем и да ги затоплиме граѓаните, и имаме проблем ради недостаток од енергија. Инвертер климите од 30 до 50% помалку трошат. Ако некој веќе говори за енергетиката, за достаток, треба ли ја купуваме, треба ли да произведуваме, да не се навраќаме на темата, инвертер климата е решение. Особено во урбаните средини. Интересот каде што е драстично поголем. И каде што ефектите од затоплување на традиционалните начини со користење на огревно дрво, е ризикот уште поголем. Но оваа власт тоа не интересира. Преходно можело, сега не може. Што е разликата? Дали можеби некој утврди дека мерката била лоша додека се спроведувала од страна на СДС? Не. Добра е мерката. Дали можеби ова е некој баснословен измаз на средства? 365.000 евра. Ние овдека милиони пренамена правевме на нереализирани расходи. Дали е комплементарна мерка со сите останати проблеми што ги имаме, што власта ги занемарува, ги игнорира или едноставно се прави дека не постојат во однос на животна средина. Имавме два амандмани каде што се бараат основни мерила, законска обврска што е на државата, да се мери загаденоста на воздухот. Ќе зборам подоцна, нема да префрлам темата сега натаму. Каде што не го прави тоа. И сега, кога можеме на дело да се покажеме, да дополнителна помош на граѓаните направиме, уште во офатот да биде поголем, интересот да биде задоволен на граѓаните, ние велиме немаме пари. А зашто имаме пари? Имавме зелена програма од 900 милиона што исчезна, па ја пренаменија, па сега повторно се намалуваат средствата. 2 до 4% е Европска унија нормата каде што треба се одвојува за животна средина. Ние имаме 0,5. После и ќе дискутираме и тие 0,5 како ги трошиме. Збориме дека сме предвиделе чекори, ние да не слушавме. Но сите амандмани беа одбиени. Бидејќи искуството со оваа власт е таква. Имаме толку и толку, не се секирајте, ќе биде се како што треба, ние мислиме на животна средина, ние од секој што биде за животна средина, парите ги снемува. Буквално ги снемува. Ниту е направено. И таму каде што се одобрени средства, како што имавме минатата година, со прст немаат мрднато. Со прст немаат мрднато. Не ни мериме ниту тешки метали, ниту бензен пропанот. Не е во ред. Особено за амандман за кој што би можеле лесно да имаме консензус. Се спроведува од страна на најголемиот дел од општините. Интересот е апла на страна на граѓаните, бидејќи и јасно изразен, а бил спроведуван и од представници, функционери, односно носители на локалната власт и од страна на СДСМ и ДУИ. И сега не го прифаќаме. Како да станува збор за не знам каква баснословна сума на средства. И не е само за помалата потрошувачка, од 30 до 50% од постоечките клими. Пресметете го тоа колку кубици огревно дрво заменува. 4 до 5 кубика е минимум на 80 квадрати стан. Колку домаќинства се греат? Дури во најурбаните средини имаме од 2 до 3.000 домаќинства каде што користат се уште огревно дрво, кој што е тешко. Збориме, како што посочи министерот, дека ќе имаме еколошки горива. И тоа не го слушнавме. Не го видовме никаде предвидено. Дека ќе имаме подобрување. Во сезона, каде што имаме втора година енергетска криза и топлинска криза. Не е во ред така.
Ако велиме дека ќе се посветиме и бараме излез од кризите, еве акцентот ќе го ставиме повеќе на топлинската криза. Имаат инструменти, имаат мерки, имаат олесителни околности, алати, се што може. Еве и поддршка од опозицијата. Со добар предлог кој што навистина не гледам причина зошто не би бил прифатен. И мирењето на всички го кажав. Ве молам уште еднаш да размислиме, ако треба и комисиски и да се намали нешто од средствата, но сметам дека во вакви моменти ваква помош би била од исклучителна полза за граѓаните. Ви благодарам. За реплика